Здраво и добре дојде во епизода 29. Ова е Wellcast with Јосиф, поддржана од домови за стари лица Феникс. Денеска, традиционално знаеш дека темите ни се здравје, исхрана, вежбање, wellness, ментално здравје и така натаму. Денеска имаме исто во тој контекст тема со малку специфична специфичен правец. Ќе зборуваме за храна, но поточно ќе зборуваме за, како би ја нарекол, агрохемија, извинете. Ќе зборуваме за овошја, зеленчуци, пестициди, митови, стравови, се што луѓето денеска можеби научиле и треба да го одучат, и можеби што не го знаат, а треба да го знаат. Така да ќе уживате во некаде еден час содржина. Google Podcast, YouTube, Apple Podcast, Spotify, сите социјални мрежи, значи се каналите на кои што ова може да го следите, и секако да бидете интерактивни, да давате ваши коментари и да ја збогатувате содржината. Открите ја топлината и грижата во дневниот центар на Феникс домовите за стари лица. Придружете се на целосно бесплатен еднонеделен пробен период, каде што вашите најблиски ќе можат да уживаат во активности, грижа и енергична заедница секој работен ден. Од прва рака искусете ја радоста и удобноста што ги обезбедува овој тим од професионалци. Кликнете на линкот за да се регистрирате или јавете се уште денес за да ја почувствувате разликата што ја прават. Александар, фала ти што ја прифати поканата. Прво, фала ти што иницираше и ми кажа практично што работиш, а сега дознав и дека толку многу долго го работиш. И уште одма кога ми кажа, знаев дека и ова, прво јас сакам да го знам, а второ е супер да го слушаат и да го дознаат и слушателите, гледачите, односно ова Wellcast заедница. И нормално, како што е редот секогаш во овие епизоди, земи си време колку и да ти е потребно. Прво раскажи си ја твојата инспиративна приказна, затоа што си денеска 108 килограми помалку од тоа што си бил пред не знам колку години. И кажи кој е Александар, што работи, што е неговата експертиза, професионалност. И дали луѓето може да те најдат за помош и каде да те најдат и дали нудиш некакви услуги. Благодарам предничи за поканата, за одзивот на и интересот кон темава. Темата кај нас е, да речеме, генерално можеби површински позната, генерално не е онака длабински позната, а баш се наоѓаме сега во еден специфичен момент на преговори со Европската унија и за предпристапното членство, во кое што баш го менуваме целосно системот во делот на хемија, хемикали и безбедност кај примарни производи. Што се примарни производи? Примарни производи се од растително потекло, сите што гледаме зеленчук, овошје, житни култури и така натаму, од анимално млеко, месо, јајца, мед, значи баш и нешто кое што нема никаква преработка, но се директно добиени од природата, се добиени од животните како природни производи. Александар Дилјев, работен во Министерството за земјоделство, во фитосанитарна управа, раководител на сектор за агрохемија. Секторот има, да речеме, 3 одделенија. Одделение за пестициди, за одржлива употреба на пестициди и за ѓубриња, биостимулатори подобрувачи својства на почва. Тоа се практично сите хемикали, односно сите суровини со исклучок на семето кои што се користат во примарното земјоделско производство. Ако заеме дека 80% храната не е примарна растителна храна која што ја внесуваме, значи не дека 80% од безбедноста на храната која што ја внесуваме. По вокација агроном, пред финална фаза на магистрирање на земјоделскиот факултет во Скопје, факултет за земјоделска наука и храна во Скопје, на катедрата за безбедност на храна, со една исто така специфична тема, да речеме, екстракти од растенија кои што се користат како пестициди во производството, да речеме, ајде народски кажано, бабарада за растенијата. Да, во покрај оваа работа, примерна работа која што имам, работам и во дополнително работам во Центарот за метаморфозис кај доктор Дејан Димитровски, каде што учествувам во делот на, да речеме, под Центарот за дебели, односно Центарот за ослабување на луѓе кои што имаат проблем со дебелина.
тука покрај професионалното искуство и бекграундот кој што имам професионален, значи гием и личниот. До пред 4 години имав 198 кила, значи од тој момент, критичен момент септември 19 година до денеска намалено приближно 107-108 кила. Дори луѓето и денеска баш онака не ме препознаваат и кој што на пократко време ме нема видено, да не правим умет за тие кои што ме немаат видено за период од 3-4 години. Во овој дел, да речеме, можеби имаше преходно повеќе кратни обиди за намалување на таа тежина. Со лечеви на диети, во кои што намалив и природно 70 кила, а потоа се здебелив 90 кила на тие во наредните 12 месеци, за повторно го направиме процесот реверзибилен, така да буквално на сопствена кожа знаеме што се случува и што треба сите да направат и да им дадеме помош на некој што тоа го бара, така да кој има потреба слободно нека повели во Метаморфозис центарот кај доктор Дејан Димитровски може да дадеме помош на некој што тоа им е потребно. Секоја чест, Александар, мислам тоа е фасцинантна е бројката. Можам да замислам колку прво ти било тешко да живееш со таа килажа, второ процесот не е апсолутно лесен и не е лесно да останеш на таа килаж, на новата. Па да речеме тоа прво големо грандо на намалување кое што се направи првите 5-6 месеци, во последните, ајде да речеме 24 месеци се намалени дополнителни 14 килограми, од кои што па за мене мој изненадување последните 4 недели 5 намалив дополнително 9 килограми, од кои што јас не знам како усади се постигна. Инаку покрај сите овие работи, член на преговарачка тим на владата на Република Северна Македонија за учество во преговорите, како дел од преговарачка тим, баш во овој дел пестициди, ѓубриња, значи сите овие агрохимикали во поглавје 12 безбедност на храна, ветеринарство и фитосанитарна политика, практично лице одговорно за усогласување на нашиот законодавен систем и тој имплементирачки систем кој што треба да го воспостави за да бидеме паралелно да речеме земја членка на Европска унија која што би била еднаква и рамноправна со сите останати 27 земји членки на ЕО. Јасно. Александар, сега да одиме во она што, нели, што очекуваат гледачите и слушателите. Пестициди и химикали е нешто што многу се употребува. И генерално не знам дали е подобро да се употребува или да не се употребува, али ќе ја допреме таа тема затоа што ја не секогаш сум толку фанатик, а ова е лошо и крај веќе нема од ова, знаеш, мора да го исфрлиме. Не, ако не биле хемијата и пестицидите ќе немаме толку масовно производство за да може луѓе да се прехранат на планетава. Многу сме бројни веќе, но ај ќе почнеме од овие попрактичните теми. Денеска еве се наоѓаме у Веро, у маркет. И рече си у секоја кеса на каса поминува овош и зеленчук. Има ли практичен начин како ја како обичен човек кој што нема никакви познавања за агрохемија и слично да препознаам што значи свежо овошје или зеленчук и има ли еве чекори за одредени типови на овошје кои што важат, кои што не важат за други, за да препознаам нели, дали ова овоше е свежо, дали има премногу хемија или нема многу хемија употребувано за да дојде до маркетов. Прашањето е баш нака комплексно и широко, така да би било Take your time. Монолог да биде на тема. Да. Вака на почеток да објасниме на следачите и гледачите што е разликата помеѓу квалитетна храна или квалитетни земјоделски производи и безбедност, затоа што кај нас многу се мешаат двата термина и апсолутно е, да речеме, непознаница во јавноста, поготово ако што доаѓаме од еден поранешен социјалистички систем во кој што двете теми биле споени во една и немало разграничување помеѓу едното и помеѓу другото. Значи под поимот безбедност на храна се подразбира храна која што е погодна за јадење, а која што со своето внесување во дигестивниот тракт, да речеме, кај човекот или животните, нема да предизвика здравствени проблеми. Значи, тоа е најпроста дефиниција за што е безбедна храна, што значи дека може да постои храна која што е безбедна, а не квалитетна, и обратно, може да имаме храна која што е квалитетна, а не е безбедна. Сега, ако станува збор за преработените производи, и да има, да речеме, стандарди кои што се во квалитет. Стандардите кај растенијата, иако тоа е, да речеме, едно заедничко големо поле и во Европската унија, како заеднички пазари на земјоделски производи, кои што практично се регулираат пазарите, меѓутоа и стандардите кои што треба да се воспостават за да може некој производ да се најдат на пазар.
Генерално кај растенијата и кај овошјето и кај зеленчукот под квалитетна храна се подразбира боја согласно сорта која што ја користиме кај определен вид, големина на стандардна за таа сорта или тој вид, да нема никакви оштетување по површината, пошто ги делиме, не знам, пред екстра класа, прва класа, втора класа, трета класа, и тоа е практично она што го гледаме со голо око. Јасно. Тоа што гледаме со голо око, значи не е квалитет на производ, а она за кој што не знаеме што е составот внатре во него не е безбедност на храната. Така да вратам чекор назад од прашањето кое што го постави, практично кога го гледаме не може да видиме кој производ е по-квалитетен од другиот, а можеме да бидеме сигурни кој производ е по-безбеден од другиот. Океј. Зошто тоа е така? Тоа е така заради тоа што за да може да еден производ да се знае каква е неговата безбедност, потребно да го има придружен документ со кој што се става во промет, кај нас така законски. Значи, мора да има евидентиски лист за прскање на производи за заштита на растенија и за употреба на ѓубрења. Така да во мрежата, согласно закон спорам, треба да сите производи бидат проследени со таков пропратен документ, да речеме како еден вид на декларација во храната. Како што има декларација во храната, кај овошјето и зеленчукот може да имаме која е класа, меѓутоа немаме формална декларација, таа формална декларација да биде пропратена со потеклото на самиот производ. Сега, најчесто хемикали кои се користат во оваа наша област се ѓубрињата. Тоа е, речеме, помалку болниот, да речеме, дел, заради тоа што најчесто ги употребуваме во почва, па во плодот кој што го користиме како јадење, со исклучок на плодовите кои што ни со земја, компир, морков и така натаму, нема некој директен контакт, меѓутоа забораваме дека новите видови на ѓубриња кои што се широко распространети, кои што се стриктно наменети, поготово кај хидропониката, кај грбоградарството кои што гледуваат во водени раствори, значи не во почва, кај што се му додаваме во самата почва, во самата вода, апсолутно представува директен извор на можна контаминација и уште повеќе кај најновите видови на ѓубриња кои што се така наречени фолијарни ѓубриња, они што се хранат растенијата преку лист. Значи ги нанесуваме со прскање или во форма на аеросол или директно на самиот лист. Пак кажав, тоа е, иако е, речеме, ризичен, помалку ризичен колку што делот помеѓу така наречените народски кажано пестициди. Сега тука има повторена голема дилема која што мора да ја разграничиме за да може да сватат гледачите за што станува збор. Практично што го користиме во земјоделството станува фитофармацевски производи. Тоа се производи кои што се користат во фармација за растенијата. Инаку поимот пестицид е кованица, да речеме, од два збора, од пест и цидере, значи убивање на штетник, односно убивање на жив организам кој што живее, паразитира и обстојува во друг жив организам. Според тоа, во групата на пестициди ни припаѓаат антибиотиците, антибиотикот живее, бактеријата живее во некој жив организам. Под поимот на пестицид се подразбира, да речеме, антисептиците, се подразбираат детергентите, се подразбираат, значи, сапуните, широк спектар на субстанции кои што ние тековно дневно ги користиме, сеевите за миење во домаќинството, кои што широко дневно ги користиме, меѓутоа во народското поим пестицид ние хемикалија кои што се потребува врз растение, кој што врз плод кој што ние го јаде. Де факто тоа е фитофармацевски производ. Да не навлегувам сад длабоко, тука има исто поделби дека се користат материи кои што речеме како регулаторите на раст кои што не се пестициди, не се користат во таа намена, ми тоа ги потребуваме како растенија, се многу битна тема за која што потоа ќе обрнам потоа внимание, поготово кај јужните овошје кои што се користат, речеме, етилените за нивно предвремено зреење. Така да тие ни се и кај доматите кај нас, речеме, кој ќе купите на пазар домат кој што наврви е црвен, и тоа заради полеснен транспорт, поголема издржливост на пазарот на тезгата. Значи тој се бере порано од бројот на денот кога е потребно да се набере. Речеме, ако еден домат може се потребни 48 дена за да стигне во полна зрелост, кој ќе се набере порано, значи од 28-29 ден од зрелоста, тој има поголемата цврстина, значи има помало количество на шеќер, има помало количество на киселини, затоа и вкусот кај умамито е помал. Помален, значи кај позрелите е поголем вкусот кај помалци, тоа и луѓето кога ќе ги купат викат, аби порано патличенот имаше вкус, сега нема вкус. Тоа е заради тоа што баш заради овие технолошки причини се наберуваат порано за да може подугачко да стојат и остануваат во средината, да речеме, коченот остануваат кај што било фатено растението да стои во самото растение. Тоа е главен
главно речеме причина кој ќе го пресечеме кој ќе има дека тој внатре во растението не е созрен, а како да го црвената боја со потребата на овие етилени, кои што да речеме се регулатори на раст, односно се користат во физиолошка смисла кај растенијата како старење на растенијата, а во наша поглед како зрење на растенијата. Во ред, Александар, јеве, например, доаѓам во маркет. Ајде, маркетите се генерално повеќе, како да кажам, Побезбени. порегулирани, знаеш, и кај нив е поголем ризикот да направат нешто, нели, under the radar, што би рекле, надвор од радарот. И ако можеби дојдеш и речеш, окей, од кај ви се, дај да видам декларација, најверојатно ќе ти извадат. Но што се случува кога одам на пазар, кај што, нели е, ризикот не е толку голем ако те фатат, не сите можеби трговци се најсвесни од каде можеби и купуваат производи за да ги препродаваат, а и на крај на денот можеби користат техники за созревање, ако тоа го прават нели самите они, а подоцна го продаваат, можеби употребуваат и некои нели недозволени, да кажам, не знам дали постојат недозволени пестициди или хемикали. Али како еве јас како потрошувач, обичен човек да има ли начин да го препознам тоа во плодот, или ако нема, има ли начини низ прашања да го препознам дека некој манипулира нешто и дека можеби ќе земам продукт кој што не е безбеден, не е квалитетен. Кажа дека на почеток целосно се менува системот. Од систем кој што претходно беше слободен пазар, сега продавањето на примарните земјоделски производи од растително потекло се правиме, стануваат едни од најрегулираните производи. Како што и пестицидите, од сите хемикали кои стават во промет се најрегулирани производи, имаме најголемо сознание, па затоа и може свеста кај јавноста е најголема. Значи, пестицидите во фаза на регистрација се порегулирани дури и од лековите, да речеме. Значи, поголем на тестови поменуваат зошто, заради тоа што потребуваме директно хемикалија врз плод кој што го јадеме. Сега посраќам назад на прашањето кој што го постави. На почеток спомнав разлика помеѓу квалитет и помеѓу безбедност на храна. Че квалитет е она што го гледаме, а безбедност е она кое што не можеме да го гледаме. Баш поради тоа причини мора да се направи систем во кој што ќе се има основниот постулат кој што стои во безбедноста на храна и во нашето законодавство и во европското на безбеден производ од нива до трпеза, односно да националните власти, вклучувајќи ги и производителите, гарантираат за самиот производ до финалната фаза, односно се прави систем да има следливост на производот од посадувањето, значи од семе, од самата семка до финалниот производ. Практично за прв пат се введуваат нови лиценци, лиценца за професионални корисници, лиценци за советници, лиценци за дистрибутери. Тоа што значи, сите вработени во земјоделските аптеки мора да пронајдат систем на сертификација за да можат да имаат согласност да продаваат производи. И тој е помалиот дел кој што го завршуваме до 24 декември, сите земјоделски аптеки кои што се на пазар во Македонија ќе мора да го поминат процесот на сертификација да го добијат сертификатот. Многу по голем дел е оној дел кој што не следи во наредните 2 години, значи во текот на 24-25, тоа дека сите земјоделци ќе мора да има да поминат обука да добијат лиценца за да можат да употребуваат пестициди. Значи практично производител на примерни земјоделски производи кој што нема лиценца за да може да употребува фитофармацевски производи, нема да може нити да ги набави во прометот, нити ќе може да ги употреби, односно системот да речеме ќе биде сличен како што е системот со преходните електронски картици во здравството. Така да апсолутно од влезна граница кога пестицидот ќе се пушти во слободен промет до крајниот потрошувач кај земјоделецот ќе се знае која количина, за кој вид на производ, за која намена е. Зошто тоа е многу битно? Битно е заради тоа што може да имаме некои видови пестициди кои што се дозволени за ставање во промет, односно се дозволени за употреби во нашата држава, како што е тоа и во Европската унија, меѓутоа да речеме да се регистрирани за употреба кај домати и крставици, а не се регистрирани за употреба кај другите производи, заради тоа што хемискиот состав на другите производи во комбинација со составот на пестицидот може да дава некако вид на тератогени, канцерогени и мутагени производи кои што апсолутно не дозволуваат ставање во промет. Меѓутоа земјоделците заради незнаење може да ги употребат и друг вид на производ за да се заштитат од определен штетен организам. Затоа кажам дека целиот систем оди во промовирање и зголемување на следливоста зашто би обезбедиле што поголема безбедност кај самите производи. И дали тоа значи дека јас за година-две кога ќе се имплементира комплетно и интегрира тој систем, ќе можам да имам мирна мисла така дека тоа што го купувам
ги запазува сите стандардни и немам потреба да се секирам дека Верувате, се значи, со баш максимален напор и на официјалните власти во држава, но и тој генерално и на ентузијазмот на сите луѓе кои што работат во Добро. процесот. Бројот на одобрените пестициди за 2022-2021 од 733-4 се намалени на 300. Значи веќе 400 пестициди сме ги забраниле за употреба. окей. До крај на годината имаме за уште 3 активни материи кои што Европската унија по препорака на European Food Safety Authority на Европската агенција за безбедност на храна Парма ги дава препораките за забрана за ставање во промет. Не буквално во наредните 48 часа кога ќе ги забране 20 земји членки на ЕУ, го забрануваме и ние од две причини. Првата, најбитната, безбедноста на нашите граѓани, втората од економски причини, да можеме да ги изазуваме производите кои што ги произведуваме на европскиот пазар, на кој практично не можеме да ги извезуваме. Јасно. Морам да кажам дека бројот и на нотификациите во последните 2 години е значително намален во однос на бројот на нотификациите за употреба кои што сме ги имале преходно до употреба на недозволени супстанции, ниту се уште ги имаме во голем обем. Уште, па кажувам, не толку многу од економски причини, но повеќе од безбедносни причини, заради тоа што она што ни го дале како нотификација, тоа што ни го откриле. Замислете каква количина можеме да имаме од производи кои што ни биле ставени во промет, кои што народот кај нас ги има, да речеме, конзумирано, а не се од знаење. Добро не само кога ви кажам податокот дека најголем број на канцерогени болни ги имаме на територијата на општина Ресен и на територијата на општина Кавадарци. Зошто? Заради тоа што на тие две територии имаме најголема употреба на пестициди, односно производи кои што најмногу се користат се во грозието и во јаболката. Аха. Практично тоа се генерално кажано, треба многу да се внимава кога се набавуваат производи кои што имаат големо количество на вода и големо количество на шеќер. Тие се генерално производи кои што се подложни на поголема употреба на пестициди заради поголема заштита. Зошто? Тоа значи лубеници, крставици. Лубеница, значи најмногу потребувано кај нас пестициди имаме и регистрирани имаме за крставици, за грозие, за јаболка, за домати. Лубеници не толку многу, заради тоа што е многу ниска цената, па тоа е дестимулативно за употреба на големо количество на производи. Митови кои што имаат повисока цена, да речеме, и кои што се со големо количество на шеќер и големо количество на вода, се генерално производи кои што се подложни за потреба на пестициди. Да речеме житните култури. Може слободно се зима да се користат заради тоа што количеството на пестициди кои што се користат во житните култури е наистина многу мало и производ за кој што немаме, може да кажам слободно, не регистрирано нити еден пестицид кој што не се користи пестицид во употреба, формално, легално, се сите од фамилија стараци, значи тука ви се праскромит лук и тука ви спаѓа, да речеме, кивите. Добро. За киви, да речеме, моите омилени. Не за кивите, зборувам за праскромит лук, се моите омилени. Александар, дали тоа значи дека стравот на луѓе и ајде денеска е прскано, е валиден и дали еве примеров што ми го кажа што не го знаев за Ресен и за Кавадарци, причината поради појавата е поради на случаеви на канцер е поради употреба на проблематични пестициди или без разлика ако е дозволен за растениево сепак е штетно по здравието на Не. Од статистиката која што се води задолжително во Министерството за здравство преку Институтот за јавно здравје, потоците покажуваат дека зголеменото количество на болни од канцер во овие две општини заради тоа што кај овие две општини поголем дел од населението произведува ваков тип на производи, прача во процесот на производство они спрскаат и се директни аспиратори на производите. Инаку грозието произведено во квадрат, не го само квадарче, не го цела територија. Зашто било, значи причината е во прскањето, затоа тука имаме дополнителни мерки кои ќе правиме заедно со додатно Министерство за здравство, што да речеме на некој начин и директно го загрижуваме здравствениот систем на државата. Практично го оптеретуваме со лечење на луѓе кои што апсолутно причината доаѓа од нивното производство. Така да, кај сите овие производи, поготово кај градинарство, кај ова што во затворен простор, значи во оранжерија ќе биде задолжително носење на маска и заштитни опреми и доколку тоа не се прави, буквално е исто како при заштита при работа, ќе бидат санкциите и казните, глобите се навистина максимално спремени. Јасно. Дали и се повторно кога зборуваме за пестициди, на пример, дали човек треба да биде уплашен доколку земе производ кој што нели има употреба на пестициди, а не верувам дека постои тука производ кој што нема било каков пестицид, тоа би било органското производство,
само, кои што можеби не се употребуваат одредени Потребуваме и таму. знам, ама од ќе го допреме органското. Сакам да кажам дали знаеш кога ќе купам јас производ, доколку нема употреба на забранети пестициди и хемија, можам да бидам мирен дека окей, производот е безбеден, нема да си наштетам на своето здравје ако го користам, и како дополнително да се осигурам кога ќе го донесам дома, преку миење ли, како ја ќе помогнам да еве комплетно имам мирна мисла и совест дека окей, го се ослободив и од тоа што го има како пестицид на производот. Така. Или не постои 100%? Види, сите ние се занимаваме со нелегалните пестициди, со пестициди кои што не биле забранети. Ја мислам дека тврдам дека многу поопасно е тие што не се дозволени, се неправилно употребени. Аха. Они се потребни во поголема количина или кај оние како што не е испочитувана препорачаната каренца при процесот на регистрација, која што апсолутно поминува низ длабок процес на евалуација, особено ти кажа во делот на токсикологија, во делот на тератогенност, канцерогенозно подел. Се точно се знае кој пестицид, последната апликација која што мора да биде запишана во евиденцијски лист за употреба на производ, да речеме XY производ, каренцата е 14 дена. Тоа значи од моментот на последното прскање, 14 дена не смее производ да биде нити берен, нити ставен во склад пред негова употреба. Таа пестицидна листа треба да го следи производот до крај. Така да, апсолутно тука и властите, фитосанитарната инспекција ќе има контрола дали некој производ е прскан пред моментот и дали е набран пред самиот момент. Пак ќе повторам уште еднаш на првата реченица која што кажа. Може да гледаме што е квалитетно, ама не може да видиме што е безбедно. Она што ние можеме да направиме за да бидеме сигурни во делот на безбедноста е дека кај овошите кај зеленчукот, пред негова употреба, се зима, се остава на неколкократни измивање и подугачко оставање во вода и употреба на сода бикарбона во водата во која што се става. Зошто сода бикарбона? Што значи подолго? Да речеме 1 час пред употреба да седи во вода. Чим стои 1 час, генерално пестицидот е генерално се хидросолубилни, што значи дека тие навлегуваат и во внатрешноста на производот, најголемото задржување не стои на површината. Затоа не случајно кога даваме кај децата, викаме блокот, чекај да ти го излипаме блокот. Зашто практично и самото растение јушпата е да речеме восоцирано на некој начин, не дозволува целосен влез на производот во внатрешност, заради тоа што практично и штетите организми кај растението не се внатре во растението, тие доаѓаат од површината кон внатре, така да и пестицидот не убиеме на површината, па тој кога одиме кон центарот на самиот плод, тие се во помала, иако ги има во помала количина. Значи правилно е да се тоди подугачко време во вода, да се употреба сода бикарбона, затоа што сода бикарбона да речеме на некој начин представува пуфер, натриум хидроген карбонат, не и како киселина и како база, па без разлика дали пестицидот е кисела или базна седина, ова автоматски се врзува со него и го таложи во форма на друг вид на сол и го намалува во колку може поголема количина застапеното пестицид на самата површина на оложето на зеленчук. Да, тоа е доста добар и практичен совет. Дали ова треба да го прави човек кој што купува органски производи? И што е разликата еве? Зошто знаеш, дали органските производи и користењето на пестициди, ако се користат, рече дека се користат, практично не прават толкова штета на околината, а повторно се може да бидат проблематични ако ти ги консумираш. Не, значи ние имаме и кај нас имаме голема широка палета на производи кои што се дозволени за употреба во органско производство. Тоа се генерално производи кои што се екстракти од растенија, значи го кажам почетокот бабарада за растенијата. Меѓутоа има две поголеми листи, на таа листа е на така наречени basic substance, како основни супстанции. Тоа се генерално производи кои што не се регистрираат како пестициди, а се користат како во нивна заштита, да речеме сол. Сите дома кои ја намеравки пред што истораме сол. Заради тоа што солта представува на некој начин инсектицид. Значи има на цела листа, не знам, чајот, ајдучка трева, оцет кои што се користат за определени видови на пестициди. Или да речеме на употреба на кај органско производство е дозволено да речеме производство на комбинирани производи, да речеме хризантемите, се во група тие се латинскиот нивниот термин е пиретреум и прачо кој се потребува да речеме ред домати со ред хризантеми, хризантемите се пиретреум, они природно лачат
гледачот овој пестицид и автоматски штетниот организам не доаѓа до домот. Значи тие се комбинација на производи, на производство на производи кои што може да придонесат до нивно подобрување и така наречените low risk substance, значи тие се супстанции со многу мал ризик кои што имаат голем рок на употреба на ниво на ЕУ, за кои што имаме сигурни тврдења дека не се штетни во овој аспект кај луѓето, дури да се употребуваат во количини поголеми од тие кои што се. Значи во органското се дозволени basic substance, low risk substance и ваков тип на одведување. Нешто што е ново. А што ги прави поскапи органските малото количество, заради тоа што бројот на штетниците кога не се потребуваат пестициди ќе бидат во поголем дел, значи производ кој што би на крај е во помала количина колку тоа што е конвенционалното производство и самото тоа го прави да биде производ поскап во цена, заради тоа што количината на производ кој што е на крај ќе биде помала од она која што е произведена во конвенционален начин на производство. Јасно. Ја мислев дека е тоа маркетиншки трик, знаеш, као пошто јас нели поквалитетно го произведувам, па Не. Значи тоа е, пак кажам, тоа е директно поврзано со безбедноста на самиот производ. Она кој што се нови европски текови, кои што се и кај нас, мора да кажеме дека во поранешниот социјалистички систем во поранешната Социјалистичка федерација на Република Југославија постоело така нареченото интегрирано производство кое што некои необјасними причини во еден период е прекинато. Сега правиме дополнителни напори повторно да го воспоставиме. Тоа е значи производство на производи кои што одат со алтернативни начини. Да речеме, место да се употребуваат хербициди за ништење житото, место употребуваме хербициди против вулките кои што ги има природно плевел кој што оди во житото, да се употребува, да речеме, рачно корнење на самото жито. Да, тоа е помочно, употреба поголемо количество на работна сила, на крај имаме производ кој што е со поголема безбедност и практично вие тоа IPM производ, интегриран производ со индивидуална заштита е нешто помеѓу органско и помеѓу конвенционално, тоа е конвенционално со помалу употреба на пестициди и на ѓубрење. Значи тоа се генерално производство кое што се оди на принципот на органско производство, на органски ѓубрења и на супстанции кои што се дозволени во органското производство и намалено употреба на пестициди, односно употреба на пестициди во даден момент. Тоа ни битен така наречената служба за прогнозната служба. Практично секој жив организам, секој има своја фаза на пик на раст, развој и на негова смрт. Практично со следењето на климатските фактори правиме ситуација да инкажуваме на земјоделците да денеска во 14 часот прскајте сите територија на лесен, сега е најповолното момент за иако има штетен организам, тоа да биде најуспешно, со најмала количина на пестицид да имаме најголеми ефекти. Веќе системот го воведен во ресен, функционира добро, благодарение на нормално меѓународни проекти, пред се на проекти од италијанската влада. Исто ќе го реплицираме сега и во Струмица, а потоа ќе правиме целосна интеграција на таква систем на територијата на државата. Практично сите овие напори кои се прават да се добие на крај по-безбеден производ од она формулација од ниво до трпеза. Александар, дали ако мислам без разлика на пестицидите кои што се користат и дали производството е органско или неконвенционално, дали може да заклучам, дали ми е во ред тврдењето дека сезонското овош и зеленчук е секогаш најдобриот избор? Да, доколку сме сигурни во процесот на употребата на самиот производ, доколку помете каренцата, што тоа значи? Да. Ако берба на грозјето е месец септември, добро, значи грозје од октомври до декември и да е предвремено набрано, каренцата 14 дена прошла. Значи производ кој што бил напраскан со тој вид на пестицид, период на полураспаѓање прошол, така да количеството е значително намалено во форма на склад, така да апсолутно да, треба да ги користиме сезонските овош. Се поквалитетни, посвежи отколку што се тие замрзнатите и кои што стојат дугачко време на склад, и сме горе-доле сигурни дека периодот на каренца е пројден од последната берба, што ние во склад имаме многу мал број на пестициди кои што се користат, тоа се пестициди кои што се против лебарки, други инсекти кои што може да го нападнат и против мувли од самото складирање, ако нема доволен пробив, па таков тип на амито, тие се во многу помална количина колку што тие што се тргуваат на нива. Јасно. Друг еден страв во
луѓето кои што се посвесни за исхрана или кои што се трудат да да се побезбедни е ГМО. Дали и во нашата земја имаше, мислам, пред неколку години со соја која што излезе дека е ГМО и така натаму и слично. Колку можеме да бидеме сигурни дека нема ГМО производи и дали пред се треба да се плашиме и кои се што е иднината на ГМО производството на Мој личен став во на ова прашање е дека количеството и потребата храна е се поголемо се дека се. Така да со стандардни технологии на производство апсолутно не може да се обезбеди доволно количество на храна за да има доволна количина за сите. Првин постои голема разлика помеѓу ГМО модулација и ГМО производство. Значи модулација што е едно, што е друго? Практично до определено количество на ГМО во определени организми е дозволено без процес на декларирање. Мислам дека беше 0,05, нема држат разбор, тоа е делот на семејто, мислам дека 0,05 дека може да биде употребено. Практичното е да се потенцира определен геном за зголемена потенцирана активност на определено својство на растението. Да речеме, Пластифицирај ми го малку. Да речеме интервенција кај сојата спомна, интервенција кај сојата во геномот на сојата за да биде има високо количество на протеини, да биде помалку подложна на развивање на габи кои што ги корицат протеините за нивно весивање. Да, она што е битно е зашто мора да сите се бориме е да биде количеството на ГМО употребено да биде декларирано, така да вие кои ќе купите да знаете, да, ја го купувам, имам 0,5% имам ГМО. Значи да не биде не можеме да се слободиме од значи буквално целото. Дали реално треба да бидам преплашен од ГМО? Не мора да има ни ГМО. Зашто е стравот мене? Еве дозволете, да речеме кај животните. Добро. Поранеште се ги купиш кај слепа кукајца дневно. Добро. Но слепа 30 яјца дневно, извинете, годишно. 30 яјца годишно. Сегашните кокошки носат 270 яјца годишно. Вау. Практично со селекција, со природна селекција на самото животно, ние индиректно го стимулираме ендокриниот систем за зголемена овулација на јајце клетките кај кокошката. И оттамо и количеството на естрогени во пилешкото месо ќе биде поголемо. Не е исто да биде има естроген во пиле кое што снесло 30 јајца, зашто за да се снесе јајцето треба да има естрогенски пик за да може јајцето да излезе. Отколку денеска ги имаме кокошки со 270 јајца. Значи тама по автоматизам е спикот голем. Дури и кај нас, ако земеме дека пред 20 на години на добивањето на цикусот кај девојчињата било меѓу 14 и 15 година, веќе 11 година сегашните девојчиња 90% има добивено. Зошто? Основната храна што не е јајца, млеко, кој што природно заради селекција имаат зголемено количество на естроген и тоа предизвикува природно зголемено естрогенско внесување дополнително во нашето тело, а тоа прави предвремено созревање на животните и на луѓето. Јасно, добро. Да, ова не го знаев со... Значи, сите слушаме, има хормони у пилешкото и слично... Бушата, еве кај нас има буша говеда, одоштите на автохтоно говеда. Буша говеда дава 20 литри на млеко. Крава денеска дава 400 литри млеко. За да создава млеко, количеството на млеко е стимулација на пролактинскиот хормон, така за зголемено количество на млеко. Тоа се прави заради зголемено количество на месо за поголем број на плодови, формално, за забуна кај животот, поголем број на плодови, а де факто ние го стимулираме естрогенскиот систем кај говедото. Александар, освен пестициди што се користат за растенијата или изборот на храна што се дава кај животните, знаеш, пошто еве, нели најчесто храната која што се дава на животните, говедата ги спомна, е житарки, јаглехидрати, нели за побрзо да се згојуваат за да дојдат до момент на трпеза. Но што се случува со водата и дали дали во Македонија треба да бидеме уплашени во смисла, макар и да е добро регулиран пазарот на пестициди, употребата, немањето злоупотреба и така натаму, дали сме сигурни дека водата со која што се наводнуваат растенијата е добра, не е контаминирана и колку може тоа да биде опасно и дали има начин да го препознаеме?
Вака, значи водата во на територија на Република Северна Македонија генерално потекнува од акумулации кои што се создадени вештачки во државата. Добра. Сите тие акумулации се користат и како вода, изворна вода за пиење. Да речеме, не знам, акумулацијата Калиманци, од неа користа вода за пиење, градот Штип, градот Пробиштип и градот Кочани. А сега таму некоја нова акумулација се прави, Да, така? значи генерално сите акумулации се прават за прибирање поголемо количество на вода за питка вода за пиење која што доаѓа од површинските води, што таа вода ни е, да речеме, најбитна во процесот на производство. Се прави целосен мониторинг на водата за пиење, значи тоа е задолжителен мониторинг. Може словно да кажам дека мониторингот на водата за пиење кој што спредува јавно предпријатие Водовод на град Скопје е едно од најфреквентните мониторинг точки во Европа, не дека на 6 или на 7 место е по број на места од кои што се зема проба за испитување. Значи зборам Браво. број на мостри. С оглед на тоа што лабораторијата во Водовод е акредитирана лабораторија согласно меѓународниот договор за акредитација за методи за испитување, можеме да бидеме сигурни дека резултатите кои што се добиваат се на некој начин веродостојни врз основа на добиените резултати. Ваквата мултипликација од Скопскиот водовод треба да правиме на целата територија и оно кое што во моментов не ни се спредува е многу битно е да се направи ваков мониторинг и на поточените води. Во завршна фаза сме за поглед до профилите кои ќе во наредната година, значи за нитратите кои ќе потекнуваат од ѓубрињата и за пестицидите во поточените води почне во наредната година со мониторингот кој што го спредува владата помал број на места, за потоа се зголеми бројот на местата и бројот на пестицидите. Она кое што е да речеме исто благодет е тоа што во многу мал број на земји во ЕУ, ние имаме предност да имаме државна фитосанитарна лабораторија за која што се издвојуваат пари од буџетот за нејзино функционирање, че не се тоа приватна лабораторија. Така да државната фитосанитарна лабораторија има широк опсег на акредитација на 108 пестициди. Значи буквално сите кои што ги регистрираме со една мостра автоматски добиваме потврда сите 108 пестициди во каква количина ги има во тој производ. Значи одиме на одржување на тој акредитацијски опсек кај лабораторијата и потоа само зголемување на бројот на мостите кои што треба да ги земеме. Првиот чекор ќе да направиме во делот на Пелагонија. Пред се заради тоа што имаме договори меѓународни и заради самите нас, заради тоа што знаете од таа страна Пелагонија, да речеме таа страна на Ресен, се наоѓа градот Воден во Република Грција, каде што во Европа се наоѓа најниското место на поточена вода. На 2 метра под површината на водата се наоѓа, затоа се вика Воден. Значи територија која што е под вода. И пак е нас од наша страна, па да речеме на Пелагонија се потребува големо количество на ѓубриња за додавање на азот, заради тоа што там произведуваме жито. Кај азотот што се произведува, кај жито кога се произведува се додава азот и тоа е можна контаминација на потпочената вода и за наше пињи за користењето страна на Република Грција, затоа таму сме брзани да почнеме од тој дел, меѓутоа тоа мора да реплицираме на буквално целата територија. Второ, по моје видување, второ место треба да биде Кочани, заради тоа што во Кочани производството на оризот е значи со вода која што е површинска, потребата на пестицидите е површинско. Чим е површинско, планирањето и таков е предложката карта на тоа површина, на тоа место. Водата лесно планира и доаѓа блиску до потпочените води и може да направиме дополнителна контаминација. Значи тие се две клучни точки за кои што мораме да го почнеме системот за мониторинг. Добро, еве, јас сум велешанец. И во Велес има еден дел на почетокот на Велес се вика Башино село. И тука има многу одгледување на кромит. И многу често земјоделци користат помпи, си зимаат вода од Вардар, наводнуваат. Дали како е тоа регулирано? Дали Вардар знае да биде некогаш така контаминирано? Не низ целата територија на државата имаме пречистителни станици и така натаму, значи водата може било што и свашта да содржи од метали, од хемии и слично. Дали тоа може да биде ризик за растенијето или зборувавме дека кромидот е посекако безбеден? Може да биде ризик, нормално дека може, поготово што како се регулира тоа? Растенијето е прима храната како? Прима во вода. Така е. Така, прекурсорција преку вода. Така да безбедноста на водата, квалитетот на водата се тука збориме за употребата во земјоделството е исклучително многу битно. Она на почеток напоменав дека имаме воспоставено мониторинг на површинските води, значи управата за хидрометеоролошки работи како надлежна институција за следењето на водостојот и на квалитетот на површинските води
го прави целосно мониторингот, од кој што листата на пестициди и листата на ѓубриња и тешки метали кои што потекнуваат од земјоделство се апсолутно целосно контролирани. Од тој аспект треба да ја бидеме безбедни заради тоа што во процесот на класификација на водата, да речеме, во тој модел, квалитетот на водата е трет степен, меѓутоа кога еден од параметрите биде во повисок степен, буквално целата вода се класифицира во тој степен. Значи, ако речеме еден параметар ја вовело водата да биде во четврти степен, сите други параметри се во првиот степен, автоматски целата вода се прави дека е во четврт степен, но ако имаме висока концентрација на некои видови на материи кои што не се битни за растението, кои што растението не ги ресорбира, Добро. во тој случај немаме никаква опасност. Сега, многу битно ако што не го комуницираме и не го правиме, е на високо ниво дигнато во ЕУ, особено во делот на пакт на органското производство, е зголеменото количество на антибиотици во растенијата. Зошто? Заради тоа што кога животните се болни, кога се аплицираат антибиотиците, автоматски те се излучуваат преку фетесот и преку уринат. Ако тоа ѓубре го користиме ние во органско производство, како безбедно производство, ние автоматски додаваме зголемено количество на антибиотици кои што биле излачени од самото животно во растенијата. Затоа и многиот мониторинг план, да речеме, на ЕУ, во делот на органско производство, количеството на мерни единици за пестициди и ѓубрење е многу мало во однос на мерните единици за антибиотици. Бројот и дури на почеток може би изгледа збунувачки, зашто би испитувале во морков, растение кое што се одгледува во почвата, а кое што има големо количество на вода и горе абсорбентна вода, зашто би испитувале антибиотици во морков. Баш поради тоа во тие причини што антибиотиците се растворливи во вода и тие се акумулираат во самото. Значи, затоа генерално и постои сработи во ЕУ и во светот дека луѓето стануваме резистентни на антибиотици, пошто без разлика дали ти ги користиш во таблетарната форма, ти секако си у голем допир со нив поради овие фактори кои што ја уопште не ни размислив дека нели ѓубривото е изметот. Зголеменото лачење на хормоните кај растенијата, кај животните кои што ги конзумираме, почесно не сме свесни, не ги внесуваме. Зголеменото внесување на антибиотиците и зголемената резистентност никогаш не е препишувана зголемената употреба на антибиотици во процесот на превентива или куратива кај во здравството, без да размислуваме дека тие може да преку практично, поним целодневно еден жив организам со просечен век на живење од 80 години, човек зборам, Добро. користи не дека приближно 30 тона на храна за текот на живот. Значи 31 човек со просечна тежина, со 80 години живот, користи околу 30 тони на храна. Замислете каква фабрика на производство и на акумулација на ваков тип на хемикалии во рамките на организмот. Дали постои практичен... И најбитно се, тие се кумулативни. Значи не се внесуваат па се излучуваат. Тука дечме се внесе денеска 002, утре 0002, тоа се на 0022 други ден. Значи тие не се излучуваат, но се буквално се кумулативни. И од тука доаѓа негативниот ефект во здравјето на луѓето. Да, не, и ова ми е новина. Да, веројатно ќе ме направи посвесен од некои одлуки. Постои ли практичен начин да човек барем дел има некакво домашно урбано производство на растенија, па макар и да живее во стан, така да немаш куќа, да немаш простор, има ли некаков начин да? Ако ви да кажам податок дека сите имаме да живееме во стан, имаме жардинјери на терасите. Да, цвеки, нешто. Не мора да имаме. Зошто не садиме Макдоналдс? Само да ви кажам дека неделно во Република Северна Македонија се увезува 25 тона на Макдоналдс. Значи не неколку 100 тона Макдоналдс. Немаме домашно производство доволно? Повеќе очигледно не. А на што имаме ние домашно производство доволно? Значи тој баш представува стратешка рамка во која што знаете спогласно устав приватноста е неотуѓива, не може никој да му наметне што да произведе. Тука сме ги сменили целата економија, од планска економија која што била во поранешни системи, одиме на пазарна економија која што ја имаме сега, не можеме. И тоа на кое што е битно, бидејќи ние сме секако земја со многу мала површина. За мене не потребно да произведуваме житни култури во токава количина, кога знаеме дека 6 месеци од
од годината пазарот го држи Аргентина, а другите 6 месеци го држи Украина. Со случајот на војната сега во Украина, па друга страна, тоа е оправдано во ваков тип на случај. Да, ама претходно не. Меѓутоа, кога ние немаме апсолутно никаков, кога целата берза на жита зависи од Две држави, а ние да преземеме такаво големо количество на жито, по мене не е оправдано, односно за мене е оправдано, економски оправдано, да се произведуваат култури кои што се произведуваат на помала површина со поголема продукција, значи кои секој што биле градинарските култури, дел од овощарските култури. На крајот на кришата, по педагошката карта, најплодната почва, да речеме, генерално по проценти, се наоѓа на територијата на Квадраци на Готино. Ако се наоѓа на плодната површина на територија на Квадраци на Готино, зошто најголемото производство на грозје не е таму, кога грозјето се произведува на карпи? Нешто? На карпи. Хрватска најголемите производители на грозје се произведува буквално на места кај што каркаш има мал субстрат, голема моќ за ресорбција на виновата лоза. Веројатно останало од порано, нели, наследено и не се тоа не се зборам, че размислувало. треба да се менува свеста кај луѓето во процесот на производство и пак цваќаме чек пред сега назад до што го зборивме кај интеграл пест менеджмент, кај заштитата, кај со интегрална заштита, тамо главен мотив е crop rotation. Значи главен мотив е да се ротираат културите, заради тоа што штетен организам кој што ги има кај грозјето, тој не обстојува, да речеме, кај доматот. Аха. Ние кога година ќе имаме грозје, да година ќе имаме домат, тој ќе изумре со 48 месечното немање изворна храна на која што би обстојува. Кај нас тоа е вториот проблем на постојани култури, исти монокултури, на иста површина, еден вид на култура. Битола. Постојано производство на пченица, постојано ја испоснува почвата со азот, тоа предизвика постојано да додаваме азот во хемиска форма, а од друга страна па станува зголемено неискористено количеството на фосфор и на калиум, заради тоа што фосфор и калиум се, да речеме, керестенијата минерални материи кои што учествуваат во формирање на плодот и формирање на цветот. Значи сите обоени делови, сите што обоени плодови користат, просто кажам, фосфор и калиум. А тие кои што имаат зелени вид делови, значи спанаќ, не знам, прас, кромит, житни култури, тие користат големо количество на азот. Значи ние кога испостиме почето со азот, зошто не ставиме култура наредната година, култура која што има зголемено користење на фосфор и на калиум и таа да доведе во баланс, па да може да стане. И она, мора да кажем сега тука и промената, одложноста на промена кај земјоделците. Они се научиле 3-15-ки, Што е 3-15? азот, фосфор, калиум 15 и они упорно купуваат ставаат 3-15 без да направат педагошка анализа кој вид на материја е потребна. Можеби да и со фосфор и со азот, со калиум да се во ред, да е проблем некој микроелемент, да речеме железо, кој што често во формирањето на толчникот и практично толчникот во форма на цвет да паѓа, да се суши и да паѓа и прачува да не станува оплодување на растението и да го немаме плодот. И плодноста биде намалена заради намалено количество на железо. Значи тоа што да дојдем само железо во форма која што е потребна на растението. Треба да ја минуваме свеста и треба да ги минуваме навиките да се употребува и да се контролира се што додаваме. Значи да не додаваме ништо кое што е неопходно. Исто како во медицината. Порано се сеќавате дека и за вируси ви дава антибиотици. Да. Превентивно. Да нема секундарна Да се инфекција. спушти. Да не се. Истото и овдека. Зошто би додавале нешто ако нема потреба моментот од тој вид на материја? Александар, имам уште едно прашање, мислам, имам уште 100 прашања, ама веќе не ми се верува дека сме приближно на 1 сат од разговорот. Што ги спомна преска јужните овошја и дали користење на растенија, овошја, зеленчуци кои што не се карактеристични за ова поднебје е проблематично и дали човек треба да ги исфрли од секојдневие? Види, проблематична се од аспект на безбедност. Кажа дека ние не синхронизиран систем со Европската унија во однос на ѓубриње на пестициди. Тоа Добра. значи дека сите овошји зеленци кои што доаѓаат од овие територии за нас треба да бидат безбедни. Да гарантираат Од овие од безбедност. ЕУ територии сакаш да кажеш? ЕУ територии, земји кои што имаат подпишано предпристапен договор со ЕУ. Добра. Да речеме, ние нови земји не увезуваат ананас, банана. Кај да знаеме ние, некоја производство на банана е Брег, Слободна Коска и Камерун. Кај да знаеме кој е пестицидната листа во Камерун
Прин како листа, дали одговара на таа што е во ЕУ? Така, Па добро, ЕУ не превзема мерки во смисла да Да забрани да увоз. бара декларација. бара декларација Добро. и И тоа не е националната- 100% сигурно? Апсолутно не, заради тоа што кажа дека пестицидната листа прин е различна, а потоа и таа која што е дозволена не се знае во каква форма е употребена. Аха. И она кај нас што доаѓа како враќање на производи од ЕУ кои со нотификации кои што звате, не ни станува збор за пестициди кои што се недозволени, ние немаме такви. Ние имаме на неправилна употреба, со зголемена употреба на пестициди, на дозволен, за тоа и кажа Преска. Ние сте зборим за недозволените. Тие се ги нема. А добро, дали знаеш се ако вагаш, дали бенефитите од бананата во смисла на незината хранлива вредност ги победуваат еве овие ризици. Знаеш, пошто сега знаеш прејако е Видим. прејак е советот До пред да 50 кажеш до- не јади банани. До пред 50 на години, заради помалата трговија, сме јадели генерално само сезонско, овоше сезонски. Да. Дали сме имале проблем со долговечноста кај нашите постари генерации? Не. Значи, ова е буквално еден целосен ланец на, Земи си на, тиква. на поврзаност. Ете ти калиум. Да, да. Влакна има од други начини. Добро, и еве, во кои се тие еве производи кои што според тебе се ризични? Ги спомна банана, ананас, друго? Можни, значи јас не Да, кажам, да, да. не приоритетам можни. Пошто и таму во тие земји има одговорни и неодговорни производители, не би претпоставувам. требало, пак ќе кажам сега тоа, сите производи кои што имаат големо количество на шеќер и големо количество на вода. Се може да бидат ризични. Да. Океј. Заради тоа што тие природно Добар се, заклучок. зашто тие се природно медиум на кој што се развиваат растителните болести и штетници и нормално да се борат против тие болести со употреба на пестициди. Така да оние кои што се во посува форма и кои што немаат толкова, да речеме, авокадот. Тоа ќе те прашав следно. Ако е увезено од Составот на авокадото примерно какво количество на шеќер има. Минимално, таму се големо количеството на мастите. да, Кој микроорганизам се храни со масти. Ако се хранеа со масти, ќе развивавме микроорганизми, а немаше да бараме такава хемиска индустрија за употреба на сеави кои што треба да прават природни липолитици за одместување на седовите. good point. Генерално пак кажувам, значи растенија кои што, односно плодови, овошје, зеленче кои што имаат големо количество на вода и големо количество на шеќери треба да се избегнуваат, не да се исфрлаат, да се избегнуваат до употреба. Супер, Александар, фала ти многу за разговоров. Мислам, и ја искрено многу научив. Пред се епизодава баш од себичен аспект ми е супер. И баш мислам имаш и одлична течна мисла и фонд на зборови и верувам дека и гледачите и слушатели веќе уживаат. И верувам дека ќе направиме уште една епизода затоа што толку е многу ова широко, еве толку имам недокажани прашања во контекст на животинската храна, што треба да внимаваме кај изборот на месо и така натаму, ама ајде тоа да го оставиме, ќе го оставиме за некоја следна епизода. Ми беше мило што гледав овој подкаст, што гледав овој разговор. Темите се навистина длабоки, големи, што ме распаѓање сега. Фала ти, Александар. Се гледаме у следна епизода. Чао.